електронска училница на еден електронски час по предметот информатика за 6-то одделение од наставник Валбона Карамфили од Основното училиште Славе Арсов, село Подмочани, Ресен. Наставна содржина, структура за повторување и изработка на програми во програмата Scratch, темата креирање програми. Значи, главните точки на оваа презентација ќе ни се активизирање на програмата Scratch, структура за повторување Repeat и неколку примери кои што ќе ги објасниме. Значи, првата точка, како се активизира програмата Scratch? Одиме во апликација, програмирање и програмата Scratch. Значи, што е структура за повторување, односно repeat? Исказите кои што се поставени во структурата ќе се повторат онолку пати колку што е зададен бројот. Во овој случај имаме 10. Значи, се што се наоѓа овдека внатре, во блокот се повторува. Првиот пример од програма 1. Значи, во програмата 1 имаме од блокот When Flag Clicked и од блокот Say Здраво. Значи, овдека немаме користено структурата повторување. Во втората, значи, имаме од блокот When Flag Clicked, Repeat 10, Say Здраво, Wait 1 second. Значи, во овој случај ќе ни се повтори 10 пати. Значи, Say Здраво, ќе се чека една секунда, Здраво, ќе се чека другата секунда и така натаму. Пример, да напишеме ова програма во програмата Scratch. When Flag Clicked, looks, Say Здраво. Здраво. Значи, ќе ни се повторит? Не. Немаме користено структурата повторување или repeat. Значи, нема да се повтори. Во другата, имаме When Flag Clicked. Сега ќе го користиме структурата повторување. Значи, 3 пати. Looks. Здраво. Здраво. И од блокот Control Wait 1 second. Значи, ќе ни се повторит 3 пати. Здраво. Здраво, ќе се чека по една секунда за да се види повторувањето. Значи, ова е првата програма од првата и втората програма. Вториот пример го имаме, како ќе видите сега на сликата. Втората програма. Значи, првата програма која што гледате овдека, ќе се повтори само зборот Здраво 10 пати. А бојата на објектот ќе се смени последно. Нема да се повтори. А во вториот случај ќе се повтори и зборот Здраво и бојата ќе се смени 10 пати. Значи, ова важи и за првото и за второто. Напишеме ова програма во програмата Scratch. Значи, ова имаме готово. Само од блокот Looks, Change Color. Истата програма, Duplicate, овдека. Значи, во првото само ќе се повтори само Здраво 3 пати. И бојата на крај. Како што гледате. Сега, втората програма, значи и Здраво и бојата. И Здраво и бојата 3 пати. Ова е вториот пример. Третиот пример. Значи, сега ќе користиме две различни програми, ама ќе извршат една иста функција. Значи,
И со првата програма ќе цртаме квадрат и со втората програма ќе се нацрта квадрат. Значи, во втората програма го имаме користено структурата повторување. Значи, квадратот има 4 страни и затоа 4 пати ни се повтори. Ќе напишеме програмата за цртање на квадрат. Одиме во блокот P, clear, pen down, motion, move 60, turn 90, wait 1 second, значи да се чека за да се види. Се ова треба да се повтори 4 пати. Истото да се пише 4 пати. Четири пати. Да видиме дали е точно. Значи квадратот е 4 пати. Сега другата програма со repeat. When flag clicked, pen down и clear, значи да се чисти екранот кој ќе се нацрта другиот квадрат со другата програма. Control, repeat 4. И ова треба истото. Само да избереме да се гледа чисто. Така. Видиме. Значи, две различни програми, а истата функција за квадратот. На истиот начин имаме и за триаголникот, само во овој случај треба 3 пати да се повторит. Овде како имаме во примерот, за да видите. Триаголникот. Значи, пример програма 4. Првата програма немаме користено repeat, а во втората имаме користено repeat, значи со 3. 90 со 120. Сега ќе цртаме, например, програмата во Scratch. Control, when flag clicked. Сега, pen, clear, pen down, motion, 90 со 120, control, wait 1 second, значи ова треба 3 пати да се повтори. Немаме употребено овдека, имаме користено овдека repeat. За да видиме дали е точно. Че да. Без repeat. Сега со повторување другата програма. Clear, pen down, ова истото, и wait 1 second, и заврши. Чекай, repeat треба, така. Значи, овдека треба 3 пати. Сега да видиме со repeat. Знаеш, 2 пати, 3 пати. Значи, две различни програми, а иста функција. Друг пример имаме за 6-аголник или 7-аголник. Сега овдека имаме за 7-аголник. Истото ќе направиме и за 6-аголник.
последната програма. Сега гледате самите колку е долга. А со користење на структура повторување, колку е кратко и точно. И првата и втората програма се точни. Сега да ги напишеме во програмата Scratch. Од блокот Control, when flag clicked, од блокот Pen, Clear, Pen down, од блокот Motion, Move, 100, чекори, Turn. Сега операции, делење, можеме во операции, 360 со 7, значи 7 аголник. Значи ова треба да се повтори 7 пати. И затоа структурата повторување ни ја олеснува работата. Значи еднаш и после структурата за повторување 7 пати и толку. Сега со првата програма. Еднаш, 2 пати, 3, 4, уште 3. Еднаш. И сега овдека по Control, wait 1 second, wait 1 second, wait 1 second. Весите. За полесно. Така. Видиме сега дали ќе функционира. Добро. Значи 7 аголник. Сега со структурата repeat или повторување. When flag clicked, clear, pen down, значи истата постапка се повторува за сите. До сега што ги имаме направено програма. Repeat 7 пати, значи за 7 аголник. Ова е истото. Duplicate и wait 1 second за да видите. Значи 7 аголник. Сега, ако сакаме да направиме истото за 6 аголник, наместо овдека 7, ќе напишеме 6 и овдека 6 и во ова првата програма секаде кај што има 7, ќе напишете 6. Така, стоп. Добро. Ајде сега. 6 аголник. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 аголник. А и со другата програма да видиме. 6 аголник. Значи, дома, например, пробајте како може еден објект и со првата програма и со втората програма да игра на некој музички инструмент. И со првата и со втората. Ви благодарам на вниманието. До гледање.